По спроведената контрола од страна на ИХФ беше донесена одлука Мундијалот за кадетки да се одржи во 3 града – Струмица, Скопје и Охрид. Виница отпадна од комбинација поради незадоволителни сместувачки капацитети. И покрај намерата на ИХФ да има повеќе градови домакини во групната фаза, сепак Светската куќа на ракометот се повела од критериумите репрезентациите да имаат одлични услови за работа, играње и сместување. Тоа значеше дека некои градови нема да ги исполнат условите, а во други ќе има повеќе работа во салите или хотелите. Затоа е решено 2 групи да се играат во Охрид и по една во Скопје и Струмица. Во Охрид и Струмица ќе се играат осмина финалните надпревари, а во Скопје претседателскиот куп. Завршните надпревари за медали ќе бидат во Охрид. Иако светското правенство ќе се одржува во 3 сали, репрезентациите во Охрид ќе бидат сместени и во Стругано, вечерите ќе играат само во салата Билјанини извори. Нема да има измени во системот на надпреварување, што е ист без разлика дали станува збор за кадетско, младинско или светско правенство. Во Македонија претходните денови престојуваше висока делегација на ИХФ, председател на надпреварувачката комисија на Светската ракометна федерација. Целта на посетата беше инспекција и разгледување на фактичката состојба на терен во пресрет на кадетското светско првенство, што летово ќе се одржи во Македонија. Системот на надпреварување е ист на сите шампионати во организација на ИХФ, па така 24 репрезентации ќе бидат поделени во 4 групи од по 6 селекции, а потоа првите 4 од секоја група продолжуваат во осмина финалето, од каде почнува систем на елиминации. Првенството ќе се одржи од 20 јули до 2 август. До сега Македонија 3 пати беше домаќин на младински светски првенства. Во 2003 во женска, во 2007 во машка и во 2008 година повторно во женска конкуренција. Еднаш организираше и Европско сениорско првенство за жени во 2008 година.